Фала ти, Сандра, на убавото интро. Само да додадам, имам голема одговорност во овој момент, затоа што сум последна презентација, после мене има разговор, па така или ќе бидам јаготката на шлагот или нешто друго. Како контекст да наведам дека последните неколку години, 3-4 години, како дел од тимот на Analytics и Reporting во JW Player, работев на истражување и визуализации на податоци. Исто така и моментално во iBorn треба да започнам исто со визуализација на податоци, па така што имав многу предизвици, многу истражувања, бидејќи се најдов во целата ситуација, односно во овој дел од индустријата со предзнаење каде што мислам дека треба само да ги направам податоците, односно да ги визуализирам податоците, односно графиконите да изгледаат убаво, без да обратам внимание на како треба да стигнам до вистинскиот графикон, и тоа е easy part, меѓутоа тешкиот дел е како да одлучам, како да визуализирам одредени податоци. Па така на самиот почеток, кога почнав да работам на оваа тематика, се консултирав со поискусни луѓе во оваа област и советите кои што ги добивав, веројатно и многу од вас си имаат соочено или ќе се соочат со некои дашборди каде што ќе треба да анализираат, да визуализираат податоци, да избираат графикони, па оние совети кои што ги добивав се дека графиконите треба да бидат едноставни, дека треба да ги познавам своите корисници, дека треба да ја раскажам приказната на корисниците, дека корисниците треба да бидат ангажирани. Во принцип сите овие совети се добри, меѓутоа реалноста е дека и покрај следењето на ваквите совети, многу креатори на графикони, визуализатори на графикони се уште креираат графикони рутински, кои што многу често знаат да ја збунат публиката, да ја досадуваат публиката, не успеваат да имаат импакт или влијание на публиката, односно да ја направат публиката биде свесна за нешто, да ја помогнат да разбере нешто, да ја убедат да превземе активност во однос на податоците кои што ги гледаат, или едноставно креираат графикони кои што се прекомплицирани и не можат да ги интерпретираат, и на тој начин публиката едноставно се одлучува да ги занемарува тие графикони, воопшто да не ги гледа, иако во нив можеби се крие некоја многу важна информација. Поради овие и други проблеми со кои што се соочуваме, корисниците често се жалат на графиконите кои што ги добиваат, и ова е некој извадок од фидбекот кој што јас сум го добивала низ годините, и често се соочував со тоа да добиам фидбек од типот дека графиконот не е корисен, дека не му го покажува на корисникот тоа што му треба, зошто му ги покажувам овие податоци, што е поентата на графиконот, каков заклучок треба да извлече од графиконот, дека не е сигурен што гледа во графиконот, дека е прекомплициран, непрепознатлив, не може да ги извлече податоците, не знае како да го прочита самиот графикон, и на крај ножот во срце кога ќе ти кажат дека не е добро дизајниран графиконот и дека треба да го издизајнираме подобро. Едно од најзагрижувачките работи е што голем број од креатори на графикони ја насочуваат, односно голем број на графикони ја насочуваат публиката во погрешен правец преку лоша презентација на податоците, и кога креаторот на графиконот нема таква намера, односно ненамерно ги насочува корисниците погрешно да го интерпретираат графиконот.
Во многу од овие случаи, ниту креаторот, ниту публиката е свесна дека податоците всушност не се интерпретираат точно и многу често се збунети и одлуките кои што ги донесуваат врз база на овие податоци не излегуваат на самиот крај исправни. За да разбереме како функционираат податоците, односно како да ги представиме, прво нешто што треба да дознаеме е која е улогата или целта или задачата, работата која што треба да ја изврши графиконот, односно на англиски го викаме what's the job of the chart. Па со тоа треба да ја направиме публиката да биде свесна за нешто, односно свесна за некој проблем кој настанал, да види некаква можност во самиот графикон, да види некаков чуден тренд на податоците, да ја убедиме публиката да превземе некаква активност, да одговориме на некое прашање кое што е мачи публиката и да секако дозволиме некакво филтрирање и лесно пронаоѓање на вредностите од страна на публиката. И покрај сите оние истражувања, доста литература која што ја читав изминативе години, конференции, воркшопи кои што ги имам посетувано на оваа тема, се одлучив да во оваа кратка презентација одиме со еден пример, односно да ви дадам еден рецепт, една патека, моја патека, сублимат на сите овие истражувања кои што ги имам правено, како јас доаѓам до одлука за каков графикон да представам на својата публика. Па еве да почнеме со еден практичен пример. Овде имаме едно прашање, вика колкав е процентот на спонзорство во секој регион одделно за последната кампања. Значи, рековме, треба да знаеме која е целта на графиконот. Затоа секогаш треба да си го поставиме прашањето за која цел. Кога ќе одговориме на ова прашање, веќе следуваат следни подпрашања од патеката која што треба да ја следиме, која што ќе не донесат до конечниот графикон. Целта е изготвување на извештаи, потврдување на лојалноста на спонзорите. Од сето ова можеме да извлечеме дека овој одговор што ни дава дека треба да имаме филтрирање на податоците да бидат лесно пронајдливи, односно видливи, да можат лесно да се споредат и да дадеме некаква збирна вредност. Следното прашање е дали ни интересираат дневни, неделни, месечни приливи, односно дали сакаме да следиме некаков тренд. Па така, имајќи ги предвид сите овие издатоци кои што ги извадивме од одговорот на прашањето, овдека можеме да заклучиме дека не ни интересира некаков тренд, туку сакаме едноставно филтрирање на податоците. Па така, сето ова ќе не однеса до следното прашање, дали вредностите се дел од една целина, бидејќи рековме, разгледуваме различни региони, тоа значи дека вредностите се всушност дел од една целина. Дали треба сите делови да бидат прикажани? Секако дека треба да бидат прикажани. Дали деловите треба да се препокриваат, односно дали треба да има оверлап на деловите? Што значи оверлап? Оверлапинг кај графикони е, например, кога имате бар чарт и кога имате две исти категории, односно главна категорија и подкатегорија, например, возила и спортски возила и сакате да го земете сублиматот, односно да видите колку е вкупната бројка на возила, па така спортските возила спаѓаат во самата категорија на возила и тоа значи дека овие две категории се оверлапинг, односно се препокриваат. Така што во овој случај имаме издвоени региони и немаме никаков оверлапинг. Дали треба да се представени деловите многу прецизно, односно дали треба да имаме некакви XY оски, дури две оски, во овој случај бидејќи филтрираме податоци, односно лесно пронаоѓаме податоци, треба да имаме лесна споредба на податоците, па тука одговорот ќе биде не. Дали има микс од позитивни и негативни вредности, бидејќи прашањето е straightforward, односно одговорот е straightforward, нормално не можеме да имаме негативни вредности. Следното прашање,
кое што е и едно од важните прашања за да знаеме како да визуализираме, да имаме помалку од 6 до 7 делови. Доколку се работи за региони, имаме помалку од 6 до 7 делови и прашањето дали треба да прикажаме кумулативни меѓузбирови или subtotals или фракции од една целина, бидејќи разгледуваме региони, односно делови од една целина, фактички разгледуваме фракции од една целина. И сето ова не однесе до графикон пита, односно pie chart, каде што ги имаме задоволено сите овие работи кои што ги издвоивме од одговорот. Сето ова е само еден дел од целиот овој decision tree кој што го направив за расчленување од една целина. Од левата страна имаме делови не се познава, меѓутоа понатаму кога ќе ги аплодираме работите може слободно да го аплоднам графиконот, меѓутоа само да кажам дека е расчленување од една целина со временска темпорален фактор и безтемпорален фактор, односно со тренд и без тренд. Па сите овие прашања кои што се апликативни на буквално сите одговори, да кажам, прашања кои што ги имате во однос на доаѓање до вистинскиот чарт, се генерални и би можеле да ве одведат, ако не, барем до 3 чартови, од кои што ќе можете дефинитивно да изберете еден кој што ќе биде апликативен за вашиот графикон. И сега рековме, избравме пита или pie chart, меѓутоа е неубава. Па сега како да визуализираме кога веќе сме избрале pie chart, така? Што треба прво да размислиме, дали ќе размислуваме на боја, дали ќе биде еднобојна или повеќе бојна, логички, за pie chart-ови одиме со повеќе бојна. И следно нешто е кога сме кај повеќе бојни, тука е фино да кажам дека постојат односно multicolor палети кои што се употребуваат кај графиконите, како што се категоричка, секвенционална и дивергентна. Категоричка палета ја употребуваме кај графикони кои што се поделени по категории, па и редоследот не е толку битен. Секвенционална палета употребуваме онаму каде што имаме, да речеме, од помало до поголемо, низок ризик до највисок ризик, и дивергентна, која што е доста слична со секвенционалната, меѓутоа дивергентната колор мапа имаме, гледате во средината, едно како пресек, кој што е со бела боја или светло-сива, кој што ги дели две различни палети на една и друга страна, кој што можеме да ги сметаме за позитивен или негативен тренд. Посебно се употребува кога ги аплицираме на мапи, каде што овој средишниот дел ни оддава значење дека е нешто што е предвидливо, нешто што го знаеме, нешто што е занемарливо, а се она што се движи во црвена зона е нешто што е можеби негативен тренд, а во сината зона е позитивен тренд. Гледате, црвено и сино се употребени како бои баш поради оние аксесибилност, оние guidelines за аксесибилност. И сега се одлучуваме на категоричка палета, еве да ги видиме како би изгледале сите овие комбинации на pie chart, и знаеме дека нашата е категоричка палета, меѓутоа се уште не сме баш доработили како што треба. Тука исто сакам да ви дадам еден совет за да не ме боли глава, да избегнувате црна, бела или сива боја кај категорички палети, бидејќи овие бои најчесто се користат за средни вредности или averages, крајна сума како totals, all others или се останато и вредности кои недостигаат или missing values.
Како што кажав, кога ќе го боите пајчартот, односно графиконот пита, користете балансирани палети, односно да бидат сите со исти тоналитет, да не отскокнува една боја, односно еден дел со некоја посебна боја. Користете мали растојанија помеѓу деловите за да се одвојат убаво. Сортирајте ги деловите вообичаено од најголемото кон најмалото, почнувајќи од 12 часот во насока на стрелките на часовникот. Избегнувајте потенцирање на деловите со експлодирање на питата, бидејќи не може баш убаво да се примети разликата на делот во однос на останатите делови, па наместо тоа користете рамки, блага сенка, потемни бои за да истакнете одреден дел. Избегнувајте лабели директно доколку е можно. Препорачливо е да се избегнуваат легендите во овој вид на графикони и лабелите да се означуваат со линии воделки. Зошто се избегнуваат легендите? Затоа што корисникот треба да шета со очите лево десно, нели, за да си ги поврзе бојата од легендата со бојата во деловите од питата, од графиконот. И исто така, доколку имате лабели кои што имаат нула вредност, односно делови кои што имаат нула вредност, гледате да ги исто така представите на самиот пајчарт. Сега веќе имаме нешто што личи убаво и можеме, нели, да направиме две верзии, два мода, да речеме light и dark mode. Кога се работи за палети за light и dark mode во визуализации, многу е важно да знаете дали ќе визуализирате, односно дали ќе ембедирате во дашбордот од некој, нели, third party или ќе ги работите кастом. Доколку работите кастом, слободно можете, нели, да си направите посебни модови, нели, варијабли на палетите кои што ќе ви одговарат. Доколку ембедирате, многу често ќе бидете ограничени со една палета која што ќе треба да изгледа убаво и на light и на dark mode, па така што јас имав таков предизвик и, нели, морав да направам една палета која што ќе биде апликабилна и на двата мода, односно деловите ќе бидат убаво препознатливи. Меѓутоа, што со пристапноста, односно accessibility делот, ќе се осврнам кон делот на нели, луѓе кои што имаат недостатоци со видот и најчесто ги ставам пајчартовите односно чартовите во некој онлайн симулатор или, како што спомна и пред мене, на Figma симулатор, за да ги провериме боите дали се доволно различни едни од други. Тука може убаво да се види, нели, дека убаво се разликуваат. Исто така има и симулатори кои што даваат оценка, односно prediction, за тоа дали вашата палета на бои е добра, нели, во однос и на големината на деловите. Алтернативно, доколку се најдете во ситуација, сега во овој случај имам 4 делови, меѓутоа можеби нема да работите на пита, можеби ќе работите на некој си графикон со линии или line graph, нели, или timeline chart, како и да го нарекуваат, па ќе имате, да речеме, 10 различни линии или да кажам, треба да користите некакви бренд бои кои што многу често можеби ќе се бараат од вас да ги искористите во палетата. Па така, доколку целиот, да речеме, дашборд го внесете и сакате да го направите, нели, accessible за луѓе кои што имаат color blindness, може да добиете една многу чудна палета на бои, па една алтернатива која што може да ја искористиме е да ставиме копче или тогл или чекбокс, кое што ќе биде, нели,
colorblind safe, па за луѓе кои што имаат потешкоти, со цел да не го нарушиме дизајнот, односно естетиката на самиот дашборд, ќе можеме на ваков начин, нели, да им го представиме на луѓето како алтернатива. Може да биде на целиот дашборд или може би на само еден графикон. И веќе кога имаме одбрано pie chart, можеме слободно да искористиме и така наречен donut chart, односно на македонски би бил крофна chart. Како? Геврек. Не е геврек, крофна е боле. Затоа што на самиот почеток, нели, во одговорот на прашањето имавме која е целта, па сакаме да ја дадеме избирната вредност, па така, бидејќи имаме помалку делови, во овој случај 4, можеме да искористиме и donut chart, или геврек, или крофна чарт, каде што во средината ќе го вклучиме, нели, збирот од вредностите, и како дизајнери многу често се одлучуваме, нели, за ваква визуализација на чартовите, едноставно поради тоа што изгледаат многу попривлечно за око, па можеме уште повеќе, нели, да го стилизираме. И јас можам да ви дадам еден совет, односно дел од мојот рецепт, каде што си го зимам своето магично стапче и можам да материализирам крофна